не сме тука поради што државата не руши. Од Кале сме, кај беше полигонот. Дојдоа адвокатот и до општината, ни кажа да се преместиме едно 4-5 метра над ни 10. Ние се преместивме. Дојдоа са бајето па вика, ни тука не смете да бидете, мора да утре вика се гоја утре ќе бидат со бајето не рушиме. Сега ние сме надвор со улицата со све. Сварите ни се надвор, бараките ни се расипани, значи нема кај да одиме. 15-20 години на улици сме. И сега тука не прича да живееме. Кај да одиме, кажете? За колку семејства се работи? За 50. Уште има таму долу. Има долу уште, значи 100 души сме со деца, со се со фамилија. По 30 бараки сме таму. Од кога почна притисоците кон вас? Па од петокот почна до сега. А претходно имавте проблеми? Имавме да сами проблеми, вака значи не пукат, не надуваат. Секој ден нема кај да одиме, више мора до тука да дојдеме. Да се жалиме, да видиме како што или дали се даде место, дали се сместа негде со овие деца, не знаеме. Ако не тука ќе дојдеме, ќе стоиме тука. Дали е ваше местото каде што се бараки? Не, тука не е наше место, туку тоа е на државата. Сега вика некој го купиле, а никакви документи не дава дека го купиле. Дали са тоа некоја измама може да биде од нив, поради што не кажува дека документи имаат, само сака да не рушат таму. А кој не руши? Од општината не рушат и еден адвокат. Се пројава дека адвокат е кај нас, од општина сега, дали е од општина адвокат, дали е на друго место адвокат, не знаеме, они се праца кој адвокат е дека. И вика дека го купи пола милион евра местото. Да, некајте джан. Сега нема кај да идеме, значи со пресуна не рушат. Значи нема кај да идеме. Каде ќе преспиете вечерта со... Надвор. Значи тука ние ќе спиеме заради мора некој да доаѓа од владата да зема за нас мерки. Зашто? Ние сме 20 години у Кале на улици со овие малолетни деца. Значи Никола Гриовски, значи Амди Барам мора за нас на поддршка да дава за ромите. Дали станови, дали друго што било, да бидеме со наши деца у дом, да се бидеме наместени. Побаравте средба со некој од владата да ве приме? Еве, ние сме тука, никој не дојде. Чекаме ние. Чекаме од владата. Да доаѓат од владата, ама никој нема. А ние вечерва тука ќе спиеме. Може денес, може утре, може заутре. Зашто? Нема кај да идеме. Тоа од мене. Дали знаете дека Груевски моментално не е премиерот? Имаме моментално технички премиер кој не е. Нема везе кој сака да е, дали Никола, дали било кој да е, да може некако да се помогне. Овие деца, значи да може едно сместа да се најде. Општината се пожалите? Па општината на нас не брка, не други. Значи општината само до општина не брка. Тоа е. Немаме кај да одиме. Како може за другите да дава станови, а за другите да не дава станови? Како може за бездомници да ги стредат, а нашите деца да не ги стават да живеат да стредат? Ние сме последните сме ние сме без. И јас имам инвалидско дете, значи со кесичка. Мојот маж е у затвор 7 години, значи 7 години сум надвор со моите деца.